Драги мои, добар ден во нова работна недела со ново издание на Црвена линија. Тоа значи и нова дискусија која што ќе развиеме токму со вас и се надевам дека ќе ве има како и секогаш во голем број. Достапни сме, се разбира, на 5 активни линии. Едноставно треба да се заврти само телефонскиот број 023070005. Тоа не се менува никогаш, а што се однесува за тоа за што ќе говориме, бидете подготвени. Нови провокации на панихидата на Мара Бунева во Скопје. Околу 200 лица на чело со европратеникот Ангел Џамбаски порачаа да се престане со денационализацијата на бугарите во Македонија. Што значи она што ве прашуваме, има ли начин да се спречат провокациите од бугарските политичари според вас? И секако, дали одите еве во Бугарија и имате ли проблеми со тоа што сте македонци? Ке ве подсетам дека задолжително треба да не заследите и на социјалните медиуми. Тука е Facebook, Црвена линија профилот, како и на Телма телевизија, каде што редовно можете да лајкнувате, развивате дискусија преку коментарите и се разбира да шернувате. Не има и на Твитер, ке прочитаме, се разбира, и твитови од твит заедницата, а она што е најважно, на Инстаграм задолжително заследете со оглед на тоа дека ке можете да дадете одговор на темата за денес. Сега вака, ако кликнете на Инстаграм Црвена линија, ќе ви излезе едно вакво прозорче на кое што анкетното прашање за денес е: познавате ли обесправени бугари во Македонија? Да, тоа ве прашуваме, треба да дадете одговор со да или не и се разбира резултатите ќе ги соопштиме таму никаде пред крајот на ова издание на Црвена линија. Затоа еве ве замолувам да следете на Инстаграм задолжително. Црвена линија е нашиот акаунт, а на Инстаграм стори ве прашуваме: познавате ли обесправени бугари во Македонија? Ете, тоа е тоа што треба да се направи доколку сакате да бидете дел од семејството на Црвена линија. Ете, маки малку мачиме и со овие слушалки, но секако нема да мачиме со телефонската линија. И се разбира, ќе ве подсетам по кој знае кој пат, драги мои, не заборавајте при вклучувањето во Црвена линија задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот. Подготвена сум ја, верувам и гледачот кој што ќе го склучиме веднаш. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила ако може малку погласно за да ве слушнам подобро. Добар ден. Ете, одлично се слушаме, се надевам сте во добро расположение. Па еве, прво прашање до вас: дали одите во Бугарија и имате ли проблеми со тоа што сте македонци и секако сметате ли дека постои начин да се спречат ваквите провокации од бугарските политичари? Па поодамна сум била, имам одено таму. Ама сега не одам. Така. Многу ми смета тој однос на бугарските политичари што даваат такви изјави со што го вреѓаат македонскиот народ. Сметате ли дека постојат начини да се престане, односно да се спречат ваквите провокации? Па, мислам дека постои начин. Како да не постои начин? Секој што ќе се изрази така, кога е и тоа тука, кај нас, во Македонија, одма нека си оди дома. Да не ја пресекори границата повеќе за во Македонија. Значи, ако не го признаваш еден народ и нивниот јазик, нема што да барат овде. Нема што да доаѓаат. Нека си седат таму. Од таму нека зборат што сакат. Ама и не треба и од таму да зборат што сакаат. Ние имаме политичари, имаме ние власт, имаме министер за надворешни работи, и има луѓе што земат плата за тоа и Најнапред големо благодарам што се вклучивте први во дискусијата. Ќе подсетам 90 секунди е време траењето на секој излагање на еден гледач кој што ќе се вклучи во Црвена линија. И секако ве охрабрувам, ако се чувствувате недоискажани, недоречени, не постои никаква забрана во Црвена линија додека траеме повторно да го затвртите нашиот број. Одема со вклучување на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам? Јас прв пат во Бугарија сум отишол 69-та година. Значи,
никогаш тие не кажаа македонци, секогаш ме викаа срби. Дека живеевме во Југославија, ама тоа го потенцираа нарочно да не провоцираат, разбирате? Так. И голема вистина е дека во Бугарија стане Доланц и политичари некои го отпиша македонското малцинство. Во Бугарија, во Софија, секој трет е македонец. Софија, кога имала 500.000 жители, 200.000 биле македонци. Аристокрацијата биле македонците. И сега, бугарите, ако Гоце Делчев се докаже дека е македонец и се тоа, како ќе му објаснат на народ дека го лажеле 1000 години? Така, има познавате ли некои обесправени бугари во Македонија? Ма какви? Видете, ама глупости, видите, во Македонија нема обесправени бугари. И во Македонија може да има 10 правилни бугари. Има само лајна бугарофилски, извините. Ете, морам да подсетам, одлично ви одеше, но зошто употребивте, нели, неубав збор, ќе подсетам црвената линија и без мое владење се активира веднаш при употреба на некаков непристоен грд збор, збор кој што алудира на насилство и така натаму. Слободно кажете го вашиот став, се разбира без употреба на погрдни зборови. Тоа е она што е задолжително правило во црвена линија. Како и да е, благодарам за вашето вклучување во црвена линија. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ало. Добар ден. Ете, јас се слушам оттаму. Значи, намалете го тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добре, тебе. Чекај да го исклуча. Па најдобро јас мислам. Така и да зборуваме преку слушалка. Ето. Продолжите. Добро. Прво ви и ми ја честитам православна христијанска нова година на оние што се сеќаат. Православно христијански и да се множиме, да се не делиме. То второ вас ве поздравувам, а можете телно само вас ве гледам. Мене ми е чудно вас што ве смеша ова оне данде од кајност. Па Телма, Мелва, Велма. Ако не знаат како се викат телевизија, нека не гледа човекот. Рековме дека не знаат македонски. Не морат да му преведуваат. Па овака, да е правна ова нормална држава, да се разбереме дека не е. Овде првиот збор на менјавање на име на тоа се научивме да менјаваме само имења. Па треба да се пријави, тоа одма самиот да си пој прво обвинителот и да го не барат, човекот е познат, прво е страмота. Како ги брани така албанците, па е страме за албанците сега. Ајде, во однос на темата денес, мислите ли дека постои начин да се спречат провокациите? Ќе заборавивме. Да, имат еден. Најлиндеска ми се чини коалиционен партнер име беше во сите влади. Тој се викат Љупчо, така се викат, Ѓорѓиевски. По потекло е од, викат самиот, има дво држављанство. Благодарам многу и вам за јавувањето. Се разбира, ќе подсетам, денеска зборуваме за тоа што нови провокации на панихидата за Мара Бунева во Скопје имаше околу 200 лица и тоа на чело со европратеникот Ангел Џамбаски, кој што порача да се престане со денационализација на бугарите во Македонија. Па затоа и ве прашуваме најнапред, дали според вас постои начин да се спречат ваквите провокации од бугарските политичари, дали сте биле сведок или сте слушнале за обесправен бугарин во Македонија и уште едно важно прашање, дали одите во Бугарија и кога одите дали имате проблеми со тоа што сте македонци. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден.
Секој добро вам, вие сте дел од Црвена линија. Датина те поздравам, те ви гледачите на Телма телевизија. Голем поздрав и до вас. Па постои ли Добро. начин да се спречат ваквите провокации? Па, постои начин ако се забранат овие манифестации, ама ако се забранат, Бугарија ќе дигне уште поголема бука во Европа. Така да ја не познавам во Македонија загрозени бугари. Видовме на последниот попис дека околу 3000 нешто бугари се пријавија. На никој не му забрануваше никому да се изјасни кој е што е. Конкретно е, например, јас, вие и останатите гледачи, секој имаше право да се декларира како сака. Видовме колку луѓе се декларира како бугари. И јас не верувам дека во Македонија некој е деградиран како по национална основа. Дали е македонец, албанец, србин, било каков турчин, значи А еве секој си дали има... често сте патувале во Бугарија и дали Не, сте имале лошо искуство? Не сум бил во Бугарија и немам намера за брзо да идам. Тама баш и непријателска средина за македонците сега во овој момент. Иако добар дел Пиринска Македонија и останатите делови на Бугарија се македонци. Ако одидеш во Пиринска Македонија, секој втор ќе го седнеш ти кажа дека е македонец. Или неговите луѓе од Македонија. Таму уште луѓето имаш што зборуваат во селата околу Петрич, Банско, Горна Џума и другите што зборуваат македонски. И тоа си го задржуваат и ден денес. Кама бугарите не им дава да се изјаснат како македонци на попис, бидејќи нивниот устав бил граѓански. Па нашиот ако не е граѓански, каков е? Секој има право да се изјасни кој е и што е. Така, големо благодарам и до вас за вклучувањето во Црвена линија. Ќе посетам, продолжете да не гледате и следите, бидејќи дискусијата продолжува и вклучуваме веднаш нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Поздрав до вас, до телевизија. Поздрав и до вас. Ако не паѓа, тоа сте најдобра телевизија. Тоа е реалната телевизија. Ако не сте, најреално кога си кажувате, се најреално. Јас ви кажам, јас бех у Бугарија 2004 година. Што 3 автобуса отидохме у Зајера Сандаски да положиме свечера на споменикот. Јане Сандаски. Кога ме подбраат под палки, чотек, не берат. Сакате да кажете дека сте доживеали и физичко насилство поради тоа? Да. Физичко насилство. Чотек не берат. А сега дошол во Скопје. Абе, тие да си од Скопје. Тие се одмогоју кога си од Скопје. Хаха, бе бугари. Бугари, у Македонска камица имаше. Тоа се бугари. Кои беа на граководни места. А, полководни, задодници. Пет места мајни. Како бе? А кажете ми, Иве, кога се случи да преживеете физичко насилство, колку што разбрав, полагавте цвеќе во Бугарија на споменикот, дали пријавивте до надлежните, дали Иве некој се погрижи? Полицијата само беше. Ода гледаше. Гледаше полицијата. Како не те пат. Јас не знам, ама овде ка телеш. Граѓаните да се соберат, со мотки. Ке подсетам 90 секунди. Благодарам, Иве. Жал ми е што сте имале толку неубаво искуство кога сте биле во Бугарија. Се надевам дека тоа не е пракса која што се повторува. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден, почитувани гледачи. Почитувани, добар ден и од Црвена линија. Па вака сега, имате прав гледач. Сум спортувал во Бугарија, па можда и 100 пати сум бил. Па не сум имал проблеми со бугарите, уопште. Воопште не сум имал. Тоа е точно што го кажа гледачот, дека ако кажеш дека си македонец, не е србин. Тоа точно, така го вика. Тој вам ви се случуваше? Да. Ќе кажеш дека од кај си, од Македонија, не србин. Сега ова за спорот со Бугарија. Видите сега, ја како го размислувам спорот. Со Бугарија спорот е направен намерно за да живее така, да се провоцираат едните држави. Така е направен. Ај сетете се, пред од Франција вето да добиеме, Бугарија ништо не се мешаше за Европска унија. Така, ја мислам така. И за тоа на многу така изјави и од бугарска страна и од македонска страна, што се покомпетентни од мене, и веруват. И ова стои. Знаеш како да си го разбиваат овие бизнисот,
да си прават што сакаат, знаеш, и А така можеше мали ли да се провокации. спречат ваквите провокации од бугарските политичари, како ова на Ангел Джамбаски? Бугарите многу не ги интересира се за за Бунева. Не ги интересира се, дошло некој кри. Така, цениме и тоа што и вие земавте удел во ова издание на Црвена линија, го пренесовте вашето лично искуство. Одеме понатаму да видиме кој е ставот на следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој е добро. Викате дали познам обесправени бугари. Јас ќе ви кажам дека во Македонија јас познавам македонци обесправени од Бугарија, кои од немукајат сироти морале да избегат од Бугарија некако и да се преселат во Македонија. Так. Затоа што таму доживувале огромни репресии од страна на бугарските власти. А во Македонија познавам едно чудо македонци кои од мака сироти земале бугарски пасоши за да можат да идат да работат во Европа и во светот и ред други работи. И никој од нив не се чувствува како бугари, него вика ја земав бугарски пасош заради тоа и тоа. Да вози кола поевтина, да регистрира поевтино кола и ред други работи. А иначе дека некој се изјаснува како бугарин, ја имам 50 години, до сега не сум запознал воопшто во Македонија бугарин, да се изјаснува некој како бугарин. Што е најинтересно, јас во својот живот имав среќа да се сретнам и да се запознам со внук на Бара Бунева. И баш сме правеле муабет, вика, па какви бугари бе, вика, никој не е бугар, вика, ние сме си македонци, македонска фамилија, они се велешани по потекло. Имам, вика, еден братучет кој за пари се по бугарчи, вика, и он се дига джева, чала ми ово, она, вика, тој ми е, вика, единствен, вика, што се прави бугари, ништо прави таа Мара Бунева, му доаѓа тетка, братучетка, не знам, на татко негов, вика, и ја прави неизе бугарка, нема врска, вика, чиста македонска фамилија сме, вика, нема, не е никаква врска со Бугарија. А иначе, таа Европска унија. Така, благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете и вие да не следите. Одеме понатаму, ако имаме гледач, веднаш преминуваме на вас. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Благодарам. Значи вака, прв пат се јавувам на некоја телевизија. Се надевам не и последен пат, барем за Црвена линија. Дај Боже да не биде последен пат. Ме слушате? Да, продолжете. Вака, јас имам 2-3 илјади пати одеме во Бугарија. 2 до 3 илјади пати во Бугарија. Слевано во Бугарија и враќање дома во Македонија, ме разбирате? Так. Ситуации, Србин, Србин. 1000 пати. Иако сум јас македонец, Господа, ќе вам молам, кажете нешто, дај да слушам вас. Не ви одземам од времето, имате 90 секунди, продолжете да се изборувате. Океј, фала. Значи, зборовите Србин ги имам слушан. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Најверојатно не, значи еве ќе ве охрабрам, најверојатно нешто се исклучи од линијата, се разбира, можете повторно да го завртите нашиот број, да продолжите со она што секако сакавте да го кажете. Добар ден за новиот гледач. Ало? Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Ами јас сум българка, живея в Македонија, имам 2 деца, женина сум за македонец. Така, сте се почувствували ли обесправена, еве тоа да ве прашам? Кое? Дали сте се почувствувала обесправени во Македонија? Македонци, да. Понеже нито ми дават преживјалство, нито лична карта македонска, нито пак децата на градина ги взимат. Трябва да имам аз преживјалство в Македонија, за да мога да изпратя децата на градина и да работя. А те македонците отказват. Значи не са българите, ама и македонците имат грешки, не само българите. Така? Па еве, какво е вашето искуство, еве, кога веќе зборуваме за соживот помеѓу два народи со оглед на тоа дека љубовта ве споила со македонци? Народите са си добри, хората са си добри, ама политиците го правят всичко, не е някой друг. Друг ли го прави?
Ајве, како реагирате на ваквите провокации како од пред некој ден? Не реагирам зле, реагирам понежи аз искам да се останувам в Македонија, да си живея, да си работа, а те отказват доживјалство и документи, как? Така. А всеки втори македонец в България има лична карта, ја писан българи. Много са македонци, дето имат български пасоши и документи и си пътуват където искат. Така. Бескрено благодарам и вам, еве интересно јавување, драго ми е дека се вклучевте во црвена линија, што значи кога веќе зборуваме за соживот помеѓу двата народа, ете имаме и љубовна приказна, значи бугарка која што е омажена за македонец со семејство во Македонија. Продолжете понатаму да не гледате, уште еднаш благодарам за јавувањето, одиме со нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам, црвена линија. Мислам дека медиумите не треба да се користат за ширење лажни вести како претходничката. Во Македонија може да работите со лична карта за странец, значи не морате да имате државјанство. Државјанството се знае за во државна институција. Денеска во државна институција може да се вработи само ако сте член на партија. Меѓутоа, ајде околу тоа. Знаете, овој настан мислам дека ние премногу му дадовте, како да кажам, публицитет. Па Бугарија, овие пробугарски веќе се ориентирани, не ја прават оваа прослава Сефте во Скопје, па они секоја година го прават тоа. И ја не видов прво вие, медиумите, да речете чекај више, ова не го снимаме. Или речеме вашите уредници да не праќаат екипи. И кој ќе дознаеше за овој циркус што го правеа овие кандидативе за бугарски пасоши, со овој маргиналец кој ги го викаат во наводници? Никој. Немаше денеска да се занимаваме со нив. А ние уназад година, 2 години поради тие бугарски ставови бараме веќе да не ни известувате за овие глупости што ги прават разни мајмуни. Меѓутоа вие упорно идете ги снимате и после тоа дигаме прашина. Тоа е едната работа. Втората работа. Абе овој човек се просто едноставно се прогласи персона нон грата. Што ќе барам ја Бугарија да се огради од него кога признаме дека е маргиналец и не може да влезе во бугарскиот парламент. Па тогаш што барам од бугарската влада да се огради од неговиот став. Прогласи го персона нон грата и со здравје пријат да веќе векова не може да влезе во државата. И решен проблемот со Џамбаски. А не, ние се од една страна го прогласуваме маргиналец, од друга страна и денеска требаше почхитно. Благодарам и вам за јавувањето. Еве, слушате интересни ставови, размислувања и идејни решенија за тоа како може да се спречат провокациите од бугарските политичари. Добар ден за новиот гледач. Ало? Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме добро? Ало? Ние ве слушаме, дали ме слушате в мене? Ја ве слушам, добар ден. Одлично, добар ден. Па еве, може ли да се спречат ваквите провокации од бугарските политичари? Да, може да се спречат и многу едноставно. Ве слушаме, продолжете. Да, може да се спречат и многу едноставно. Како? Државата Република Македонија да ја направи споменик на Мара Бунева на местото кај што го извршила убиството. Бидејќи е македонка, бидејќи е од Тетово, тоа што се омажила за бугарин, учела, се школовала во Софија и така се случило. Она е ВМРО-вка, она е борец за правата на македонскиот народ. Тоа што го направила во име на партијата. Многу едноставно, државата Македонија да ја направи споменик на Мара Бунева и да им ги затне устите на сите бугари. Така, сметате ли дека во земја има обесправени бугари? Тоа е релативно питање, така да мислам дека нема многу големо значење. Нема едноставно така. Дали сте патувале често во Бугарија и кога сте патувале, дали сте имале лошо искуство? Сум патувал, сум немал проблеми. Сте немале проблеми. Имате уште 10 секунди, би додале нешто? Доволно е, само тоа сакав да го кажам. Доволно, благодарам многу за вашето јавување во црвена линија секако и вам ви препорачувам да продолжите да ја следите оваа денешна дискусија. И добар ден за новиот гледач во црвена линија. Добар ден, се слушаме. Секој добро и вам. Се слушаме. Да, добар одлично ве слушам, па еве. Како Каков став? Да ви кажам, значи сите овие што не знаат што зборат. Ванчо Михајлов, Тодор Александров, Ванчо Михајлов што бил? Бугар?
Тодор Александров се родил македонец бил тој. Се родил во Ново село Штипско. И работел за македонските работи, и тоа да се приклучи после тоа Македонија кон Стефанска Бугарија. И за кого работел се? За Македонија или против Македонија? А Мара Бунева му била прва рака. Ѓорче Петров бил убиен од Тодор Александров. Даме Груев. И други. И сега за кого работеле они? Прашајте го Ванчо Михајлов, примерно, не се прашајте го. Така ми да прашајте. Нека каже, самиот Ванчо Михајлов кажува, вика, македонци не постојат. А овдека го величаат Ванчо Михајлов, Тодор Александров, носат капи, Александровка. Каква е таа Александровка? Колку луѓе биле убиени од нив, од него? Дали сметате дека бугарите денес се обесправени во оваа земја? Ма бугарите не е битно дали се обесправени, не обесправени. Значи, отидете вие во Бугарија, тамо ве провоцират на секој можно место. Ме разбирате? Македонија треба да си завземе став. Не може да прават поменици на Мара Пунева, на Ванчо Михајлов, на Тодор Александров. Не е ова Бугарија, ова е Македонија. Не може така. Ја како да дојдам сега дома и да ви речам, направи ти што сакам ја. Не може така. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Веднаш нов гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав да водителката. Голем поздрав и до вас секако. Видите како да се справиме. Ovo најлесно е персона нон грата прогласи државата и готово, нема. Али ме чуди како јас сум непосреден со нив, многу близок по спортот, идам заедно сме. Веруете, имаат многу даки таму прават турнири, европско државно, нивните председатели на светска организација, многу ни помагаат, тоа е чудо нешто. Како политикава е незгодна, а со луѓе многу живееме. И усеко ќе се видиме, дек сте, братко, как? Мислам, македонец плюс, вика, еле у нашата репрезентација за Българија, вика, ваш македонец се бори. Верувате ли? Самите ли викаат, ваш македонец е овој. Значи, не знам, што е оваа некоја маргинална група, овој прате некој во европски ниво. Не може он да се... Не знам што сака да докаже со тоа. Не може, ние сме македонци, они се бугари, али братски народи, може као Срби веќе да се живееме. Многу посилни ќе бидеме како скандинавските држави што живеат. Они веќе да се јавеа жив. Сега најубаво живеат, така и ние треба малку време. Ме разбираш? Биди ми поздравена. Благодарам, бидете поздравени вие и секако останете да не следите и понатаму. Ако имаме гледач, ви даваме денес предност, во огромен број ве има, затоа е тоа така. Добар ден. Добар ден. Повелете, Црвена линија. Овде пишат, има ли начин да се спречат провокациите од бугарските политичари? Да. Јас мислам дека има начин многу лесен. Да се прекинат сите преговори со Бугарија и тоа е знак дека не можеме да подносиме вакви омалоужувања и провокации на сметка на нашата држава Македонија. Јас сум бил во Бугарија на одмор со фамилијата во хотел крај морето, меѓутоа не сум имал контакт со народ. Тука бевме туристи само и многу во поминат, али ова ме засега, да ви кажам искрено, тука дојдени кај нас во нашава држава и провоцират. Па чекај бе, ти не си дома, па и дома да немој да збори како сакат. Има закон. Како дошол овде во Скопје и таму провоцират. Кај е полицијата? Кај е министерот Спасовски? Па затвори ги не че му текни тушенеш да провоцират. Па до џавола и таа Европска Унија. Немојме ние по секоја држава по кејфо да мојме. Ова е држава, бе. Ја да ви кажам искрено, многу сум револтиран. Она што го правиле овде бугарите, па то нема смисла ние и клајни. Благодарам многу за јавувањето и вам. Вклучуваме нов гледач. Добро вечер, ке речам веднаш. Добро вечер. Секој е добро и вам, вие сте во Црвена линија. Вака, прво да ви кажам дека неколку пати сум бил во Бугарија. Така? И
може би не биле кој знае колку љубезни бугариве со мене и со нас воопшто, меѓутоа не сум поминал ни толку лошо. И во Софија сум бил, и на море сум бил, и сум ја прошетал Бугарија доста. Меѓутоа сакам една работа друга да кажам. И сам многу безобразен, на најбезобразен начин го користат нивното членство во Европска Унија. На најбезобразен начин го користат сето. За се нешто се закануваат со вето, еве и сите овие попуштања, оставки што ние ги правиме кон нив, па дури ете и на најбезобразен начин однесувањето на Џамбаски во Скопје. Сето тоа е резултат на нашето попуштање, нашите оставки во однос на Европска Унија. Ја мислам дека да не е сето тоа, кога ние би биле веќе во преговори со Европска Унија, или кога тие не би имале такви права да ни ставаат вето, не би можело сето ова се случи. Меѓутоа ние едноставно попуштаме во однос само поради таа Европска Унија и почеток на преговори и така натаму и така натаму. Меѓутоа тоа е навистина многу безобразно од нивна страна ама не мислам и покрај таа Европска Унија треба да се преземат мерки. Прво не знам кој го пуштил Џамбаски да влезе овде, на кој начин влегул и како успеал воопшто да се инсталира на сред центар тука да повикува и да зборува и на највулгарен и најбезобразен начин. Благодарам ви вам за јавувањето. Со оглед на тоа дека ви имаше во огромен број, малку подзаборавивме на Твитерџи и секако предност има дискусијата која што се одвива во живо на Црвена линија, но тоа не значи дека нема да стартуваме и со Твитерџи. Јордан Груев напиша: во алманахот на МПО во Соединетите Американски држави од 1941 година Мара Бунева е назначена како бесмртната македонка, вечна и слава. А ние веднаш ќе вклучиме и нов гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, дали сум јас во емисија? Да, вие сте и тоа во Црвена линија. Повелете. Ви благодарам. Пред се да ви кажам, ова не е само провокација, ова е понижувачки за нашата држава, за нашата нација и за нашиот народ. Мислам дека овие ја помина таа Црвена линија и прекардашија со нас. Сега кој тука им попушта, дали политичките, пред се органите, политичките партии и ние како граѓани, треба да се замислиме дека, мислам дека тие претера со ваквите навредување и со ваквите провокации. Без разлика што ние сме застанати позади нив заради влезот во ЕУ. Џамбаски е европратеник. Јас не знам како не сигнализираат власта, јас сум за нив, не дека не сум за сите сум, меѓутим зашто не го истераат и да више му забрана да влезат најмалку 4 години во Република Македонија. Па редно е некој заби да покажат. Не треба да повикуваме на пиштори, на насилие, на се и некој мора да потегне тоа. Поголемо понижување за нашата држава и нашиот народ кај има од това? Доколку ќе трпиме? Јас сите ги прашувам, а има за ова решение. 115 за секогаш и готово, а нашите права ќе си ги бараме ние. Благодарам и вам за јавувањето. Ке подсетам особено оние кои што прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, внимавајте само на тајмерот. Кога сме кај Твитер заедницата, продолжуваме со твитот на Сара Кумалиска. Напишала: Мара Бунева никаде не се изјаснила како бугарка. Напротив, таа починала на 14 јануари 1928 година, ден после атентатот, и тоа в болница. И кога лекарот од Белград ја прашал зошто го убила Прилик, таа му одговорила: за Македонија, според Анче Герасимовска, внука на Бунева. Продолжуваме со вас. Добар ден и за новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнам, ве молам. Добар ден. Добар ден. Емисијата, поздрав до водителката. Голем поздрав секако и до вас. Јас се јавувам од Струмица, значи не може некој да ми каже како е. Јас во Бугарија имам одено најмалку 100-150 пати. Како е вашето искуство таму е? Значи, додека да биде Заев премиер, значи беше многу убаво. Значи добро беше, никаква провокација не има. Значи јас толку време што имам одено, значи никој пат немаше провокација. Бидејќи ние од Струмица према бугарска граница, ние бевме со пропусница. Со пропусница, значи на нас Васус не важеше. Пропусница и за Бугарија. Значи никој пат ние не беме навредили од бугарите.
Значи никој пат не бе. После изјавата на Заев, кога кажа българи, во Струмица зборот българи верува не се употребува. Значи никој пат. И како можеше еден пример тоа да го каже пред јавноста во бугарска телевизија дека българи. Значи тоа не постоа. Сега за Мара Бунева. Ако е, значи власта смета дека е бугарка. Ако не смета, власта нема што да ја го дозволи. Ако власта смета дека Мара Бунева е бугарка, нека ме даде почет, нека одес во Бугарија. Тука да не провоцира. Видејќи јас не можев да спијам 2 дена. Не можев ни вести да гледам од нервоза. А дали може тоа да се спречи? Може. Нема македонци. Ако имаше македонци да излезат, ова беше најлесен проблем. Значи, Џамбаски, по изјавата на Џамбаски, за шија во Вардар. Ете ти го проблемот. Кога ќе се избањаше во Вардар, убаво. Благодарам и вам за јавувањето. Одиме повторно пак на Твитер. Издвоивме и твит од Карпа, кој што напиша: Мара Бунева има живи потомци во Тетово, кои ја знаат цела судбина нејзина. Кого го интересира може да им се обрати. Пред некоја година имаше во Весник и исповед на внуката од нејзина сестра. Цената професорка во Тетово, сега почината, ама има деца, фала Богу, што ја знаат вистината. А ние имаме и гледач во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, Акос. Повелете. Дали сум на линија? Да, вие сте во црвена линија, повелете. Благодарам. Па вака, многу е кратко времето, ќе брзам да постигнам све. Вака се. Прво, значи, прво бугарите треба да не им дозволат на познати личности кои што се провокатори заради меѓусобните односи меѓу нас и Бугарија. Второто, нашата влада, нашата, значи, раководство треба да издаде забрана најмалку за 5 години тие, како што е Џамбаски и Костадинов, да воопшто не може да влезат во државата. При доваѓањето, ако веќе доваѓаат тие кои што имаат право да дојдат со посебно, значи, образложение со зашто идат, со каков текст ќе биде, дали е тоа навредив или не, ако е во ред, ќе ги дозволиме, ако не ќе се вратат назад. И да се прати писмо до Европската заедница, затоа што Џамбаски е член тамо, значи во раководството, и тој не смее да брука за Европската заедница, онамо каде што треба и ние да отидеме и да ги шириме добрите односи меѓу државите и народите. Тој нема право да отиде од една во друга држава и да каже да некој не е тоа што е, значи не е македонец, е бугарин. И ми се чини дека тоа е најголема навреда што бугарите, во ствари дека бугарите ја прават таа навреда према нас македонците. И затоа сметрам дека, значи, без такво писмо да биде пратено и до Бугарија. 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Продолжуваме. Добар ден или веќе добро вечер за следниот гледач во црвена линија. Ја ли сум сега? Да, вие сте во црвена линија, повелете. Така. Ајде добро вечер да речеме. Јас сум 70 годишен човек. Не сум се јавал никош, ама сега ме засегнува Секако сакаме да се јавите повторно. Ова бугарската срамота, а поголема срамота наша е. Има ли начин да се спречат Бугарија? Како да нема начин? Веќе дојдело, што вика, дојдело е до носот. Кај се овие младиве, кај се овие младиве албанци, младиве гемиджи, младиве овие наши македонци. А резервете палки, искочите, растунете ги, скрашете ги рекернешка, не може вака да се трпи више. Дојди бугајдот, плукајде, дојди гркот, плукајде. Па ја знам што ми кажуваше татко ми, как би беа бугарите, вика, поеќе трпеме од бугарите, него од германците. И стварно ова е, не знам, кај е полицијата? Како ова ги им дозволија да се шетаат, да викаат, да псујат? Ја не знам, стварно не знам ја. До сега многу убаво сум живеле и немаше проблеми, никакви проблеми немаше во Македонија. Ама сега, како се смеша бугарите, што е ова? Они ни дојдат на врата, уде ќе ни влезат дома. Уште сакаме да ги примаме во парламент или па тамо не знам кај. Благодарам и вам за
тоа што и прв пат се вклучивте во Црвена линија, верувам нема да биде последен. Одеме со нов гледач, добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, Црвена линија. И јас прв пат исто се во емисија. Значи, со ова што се деси вчера, значи, се докажува дека ова е банана држава. А банана држава е кога се мајмуни на власт. И одиме со уште еден твит со оглед на тоа што гледачот го немаме повеќе на линија. Марга, фотографија од Мара Бунева и напишано македонката Мара Бунева. А ние одиме со реклами. Верувам дека малку одморевте со рекламите и ќе потсетам дека денес навистина имавме богата и квалитетна дискусија благодарение на сите вас кои што земавте учество во Црвена линија. А ќе потсетам на има и на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, задолжително заследете го профилот и на Телма телевизија на Facebook. А ќе потсетам дека сите оние кои што се уште не кликнале и не заследиле на Инстаграм, направете го тоа. Инстаграмче ја има својата можност денес да го дадат одговорот на денешното анкетно прашање кое што го поставивме на Инстаграм стори. Тоа изгледаше вака. Познавате ли обесправени бугари во Македонија? А резултатите се следни. Со да одговорија 14%, а со не одговорија 86%. Тоа значи дека, еве ве потсетувам уште еднаш во овој момент за кликнете на Инстаграм и секако веќе утре ќе бидете дел од Инстаграм семејството на Црвена линија, каде што ќе можете активно да учествувате во секоја наредна анкета. Благодарам уште еднаш за сите оние кои што се јавија пред се прв пат и се надевам нема да биде последен пат во Црвена линија. Ве поканувам и утре на нова дискусија со нова тема и ви посакувам убаво попладне, особено што ќе ве препуштам на програмата на телевизија Телма. Благодарам уште еднаш, а јас и вие повторно заедно во нашиот стандарден термин. Довидување.